Srbija nema da ni izveze surovo sončogledovo maslo, od koje po prerabotka se dobiva maslo za jadenje, izjavi za Slobodan pečat Simon Naumovski, direktor na fabrikata Vitaminkavo, čija sopstvenost i fabrikata za maslo za jadenje Brilijant. Surovo to maslo za jadenje ne se spomenuva ni tuvo zaključak od što ga objavi vladatana Srbija, a spored koji se odobruva izvoz vo Makedonija na merkantilna pčenica i merkantilna pčenka. Naumovski veli deka bukvalno se rastrčani na sekade zato što se zagriženi za to, a kako će go продолжат proizvodni od procesa. Искрено кажано, во паника сме. Нашиот добавувач од Војводина ни кажа дека не може да ни испорача сурово масло, затоа што српската влада не донела одлука за укинување на забраната за извоз. Од утрево на секаде вртиме телефони. Преговараме со трговци од Украина, Унгарија и Бугарија. Нас ни требаат 200 тони месечно сурово масло. Што туку стабилизираното присуство на маслото за јадење во малопродажбата со оваа изјава повторно доаѓа во прашање, исто како и ризикот од повисоки цени. Дали граѓаните по оваа изјава очекуваат промени? Веќе се покачи тоа ново, не со малце, какво не очекуваме? Да, дете, качено е астрономски цени, а минимални пензии и плати. Да, да, очекуваме. Инстинктот и искуството на потрошувачите и овој пат се покажуваат како точни, бидејќи цените никој не може да ги гарантира, па ниту сопственикот на Брилијант. Тоа е берзански производ на кој никако не може ценовно да се влијае. Ништо не зависи од нас и ние сме немоќни. Потврди Наумовски. Најавата дека Брилијант може да влезе во сериозни производни проблеми и изненадување, бидејќи пред само 15 на дена, од компанијата потврдија дека производствениот процес не доаѓа во прашање, а залихи имаат за следните 2 до 3 месеци. Ние имаме доволно масло за следните прилика 2,5-3 месеци да испорачуваме на македонскиот пазар. Брилијант е најголем производител на сончогледово масло во државата со капацитет кој е 2,5 пати поголем во однос на потребите на Македонија.